А ја намиѓе sa сторесто те џас, товес до завер, паметно товес, те на џас пало кафанес, те пиес, товес паметно дори буците керес, еко да мангава тутарме. Това е управо това. Дојде од Германија. Сме радосни што дојде. И се убаво да си одиш, да бидеш паметен, да слушаш, дај Боже да печалиш, да бидеш добар гумац, како што си, уште подобар да бидеш. Мене ми е мило дека синиорите мои глумци се. Се радуjem. Колко е таа важна љубов. Ја почнав со љубовта, например, која имам добиено од мајка ми, значи со таа нежност мајчина, не? И можем да кажем дека има голем утицај. Изборивме и околу тој утицај, денеска заправо. За мене е многу битно, например, уопште животот жена и љубовта. Ја можам да кажам дека не би можел да живеам без љубов. Секој човек не може, али мене ми е многу битно. Мислам дека љубовта и работата која ја имам се многу важен фактор кај мене во животот. Сето друго е споредно. Постигна резултат од класата на господино Шербеджија, кој сите ние го знаеме и го познаваме, и тоа е негова класа и стигна до едно ниво кој што секој може да му позавидува. Како човек и како другар и како пријател, доста комуникативен, контактибилен, човек кој што секогаш беше на услуга на сите да им помогне во театарот и човек кој што дал све од себе за да успее и театарот и самиот он. И од емоции. Емотивен сум доста. Прво затоа што ја сакам работела страшно. Не, мислам, се заљубам. Да, јас сум човек кој се заљубам многу. Дали е во прашање жена, работа, цена, момент, све едно. Едноставно сакам све што е убаво. Сето оно што ќе осретнам и што ќе приметам, ако е убаво, ја веќе сум заљубен. Те жени во животот што ги имам, сите ги сакам. А кој е фаталното? Па последно, најверојатно, затоа што највише се задржи. Мора да е фатално што толку ме задржи. За све постои два. Мислам дека човекот мора да биде упорен и да ја бара следнава љубов. Не сме да се откаже. Не сме да се откаже, па, како да кажам, свеено и дали ќе ја најде. Може нека ја бара во сонот.
ali ne sme da ostane bez ljubav. Ne je ljubav samo ako posjeduješ nekoga. Da se može čovjek da vide sama, a ljubav da ima. Mislim, ne smije čovjek bez ljubav da živi. Ocolo este modal cinelține pus avere grastenne. Gicana mi dai bianelo cole cergate. Gicana o cam ta chiaroli pu. Te janavsine trin lafia anglalte bianglova kava keravsine ma bianman. Ulium paritnaske. Barilium buchiache. Purilium hem na Šavgidu. Тој го одбра оној пат во животот, една игра, но низ таа игра сака да го каже оно што денеска неговиот народ, или поточно кажано нашиот народ го има во себе, преку тие крици, преку тие нагли покрети, молкот на сцена, како да сака да го каже минатото на човекот Ром, како да сака да каже дека додека Ромот пее, додека Ромот игра, додека Ромот се весели, додека сите мислат дека му е многу добро, тој сака да каже дека стално Ромот плаче. Такова е нежо на сцена, такова е во приватниот живот. Ние заборавивме да се смееме, ние заборавивме како се пеат оние детски песни, бидејќи од она своја генерација малку другаче гледавме животот. Свативме на време дека Ромот може да обстане само со книгата во рака. Тој е еден од ретките роми, кој што тоа го зема здраво за готово, кој што по стари години се запиша на факултет во Нови Сад, во класата на Шербеджија, ако добро паметам, кој што запна, дипломира, се стекна со диплома, доби нови улоги, го пленеше театарското гледалиште. Си ја сакам прошлоста и си ја сакам сегашноста. Среќен сум затоа што имам многу добри родители имам. Да, и среќен сум што сум дете на тие родители. Среќен сум што сум упознал доста паметни луѓе, не? Среќен сум што сум наишол на многу добри жени. Среќен сум што имам многу убаво паметно дете. Среќен сум што тоа дете доаѓа од една многу добра жена. И среќен сум што имам една многу убава и паметна жена денеска со која живеам. Мислам, денеска човекот со кого живее треба да се разбира. Мислам, која рекла да се разбира, у принцип увек покушав со жена да живеам исто. Не сум за тоа да во куќева да се знае кој е машко, а кој е женско. Против тоа сум. Нема удирање на маса. Не сакам да удирам на маса. Ако удирам на маса, сакам да врати и друга страна исто да удира на маса.
Така сакам да живеем едноставно. Мислам дека секојаш треба да постојат две раце. Не се живее се една рака. Сакам да давам, сакам да примам. Потпуно во сите работи, подеднако. Како од жена, така од маж. Ја у задње време стално зборам гето, ја не сакам да живеам во гето, ја стално сакам да излезам од гето. И театрот мој е ромски, али имам различни глумци, зборам на различни јазици, али базата е ромска, не? Денеска треба да се живее нормално со фамилијата, фамилијата е голем фактор, жената, детето, не, куќева и така натака, али битен е и комшијата. Битна е таа улица, не се живее сам денеска. Сам не е човек само сам со себе. Сам си исто ако живееш само со фамилијата своја. Денеска е многу битно да имаш комшија, добар комшија. Не се живее сам. Ме вознемируваат се она што е лошо. Да кажам, не сакам неразумни луѓе, не сакам луѓе кои се врзани во еден круг, кои гледат едносмерно, не, кои гледат само право, кои гледат само бело или црно. Не се живее така, тоа не може да го поди, не го сваќам заправо. Денеска човек мора да размислува, мислам дека мора два пати да размисли, третиот пат да го остави тоа. Не може од прва да иде. Мислам дека денеска е многу битен и убав збор. Денеска ништо не се носи заправо. Секој човек има последен ден. Увек доаѓа последен ден. Ке кажам еден збор, заправо тоа старите го кажуваат. Човек кога умира не носи со себе. Тоа е многу добро кажано. Свано ништо не се носи. Идеш сам, останува нешто. Остануваат сите тие луѓе што те познават. Тие луѓе треба нешто да кажат добро за тебе. За мене Нежо во својот лик, играјќи го Ромео, успеа да избегне она романтичарска патетика што се крие во ликот. При првото
читање на Шекспир. Мал балкон, ноќ, месечина, љубовен разговор со шепот, птици пеат, актерска замка, многу актерска знамка за секој актер да не падне во една лажна патетика, да не го повлече самиот текст во некоја мелодрама да испадне, што е најлошото. Напротив, Неджо успеа да ни ги открие жестоките места во ликот, каде што љубовта и омразата се спротивставуваат и каде што трагичната катарза е резултат на многу скриени слоеви во душичката на Ромео. Бидејќи мислам, актерската уметност само тогаш има смисла кога открива нешто ново, макар малку тоа било, али да биде ново. Неджовиот Ромео успева со љубовта да ја убие омразата. Поточно со љубовта да удри против омразата. Најубавото нешто во животот е кога ќе се спомне или кога ќе се каже за некоја вредна личност, особено за некој пријател, кој има изузетни резултати во однос на некоја си уметност. Да кажеме, ете, тоа е нашиот единствен, прв дипломиран артист Неджо Осман. Со работата на Неджо во театарот на ромите, мислам дека тоа е само едно големо изобилство на една личност која испаѓа на сцена и која те става во екстаза да се соживуваш, значи, со она што го игра он. Неджо Осман е, како што реков, прв дипломиран од генерацијата на Раде Шербеджија, личност која има играно не само во театарот на ромите, туку и по други театри и артист на повеќе фестивали. Неджо Осман е всушност една инспирација на генерации и генерации роми кои треба да го гледат тој лик и да учат од еден артист кој уме да прикажува се она што е вредно на една театарска сцена. Особено сега, Неджо со својот режисерски ангажман во Германија, верувам дека ќе направи радикални промени во однос на театарската уметност, во однос на театарската гледаност, како треба да се гледат одредени работи, особено од битот на ромите, а секако и од неговиот професионален севкупен поглед. На нема парнипе, соски на свим пендо, на свим шундо, соски на нема дедо. Соски, мера свим мануш саров. Иси манкалипе, корипе, хемджамбипе. Соски мена свимов. Кај свим кало сар калират, сар кербија гакоро, сар девелби камјесоро. Сосе, медан свим мануш саров. Мангамо парнипе,
Mangavamo Čačipe, Mangavate Mangav, Sarov. Интересираше стално овој друг свет, да кажем. Светот на ромите и светот на гаџуваните, да кажем. Гаџувани се сите оние кои не се роми. Реков дека имаме едно добро детство, не сум од некоја богата фамилија, викам од една работичка фамилија, работи све и свашта, од тоа што и брашно се носев, кај се собирав. Дека од 8 година знам за себе дека почнах да работам и да носам дома. Немав никаков проблем со работа, дали онака го работам и ова, дали на улица и што ја знам. Само знам дека требаше сето тоа да биде поштено, онака што мајка ми го кажува. Не смеам да крадам, не смеам да лажам. Али уште у мали години помлад кога бев, ме интересираше што се овие другиве заправо. Све мислев дека ние од оваа страна заправо сме нешто доле помалце, имаме нешто, поношањето е другачие, не знам. Ми се свигаше као она што го гледав на телевизија, како се понашат овие други луѓе. На телевизија обично беа само гаџоани. Не гледав никош, например, од овој мој свет. Да, се случи Суботица и реков, да, тука е тој свет. Интелигенција. Заправо. Не? И имав среќа заправо Суботица што стигнав. Суботица за мене постои, беше како да кажам, Холивуд мало. Да, тамо беа сите звезди, сите познати личности, од Љубиша Ристич, Радко Котович, Шербеджија, Криво Капич, Душан Јовановиќ и така натака. Беа многу глумци таму, од разни страни, од таа бивша Југославија, не од Словенија, Хрватска. И меѓу сите нив имаше еден циган, тоа бев јас. Па беше многу убаво.
имав човек од друга страна, што е многу битно во животот. Страшно е битно еден човек да има некој да го слуша. Ја имав човек за слушање, не, имав човек кој можеше да ми одговара, без никакви интереси. Не, Нада е, што се вика, еден голем режисер за мене, интелектуалец, еден голем човек, позитивен човек. Значи, тоа го имам од таа страна и од Раде, нормално што да кажам, знаеме дека за мене Раде, кој таа бивша Југославија во прашање, не знам, Де Ниро или Роберт Редфорд и така натака. Гледам и денеска што се случува со Раде, стигне и до Холивуд и така натака. Имаше многу што да се научи од Раде. Имам добиено од Раде неколку збора овака битни што до денеска ми остана во глава. Стално ми кажуваше, Неđо, остани тоа што си, а ти си еден посебен човек. И кога доаѓаш на сцена, одма се гледа таа посебност. Све едно што го правиш, дали да стоиш или не знам, у погледа си, човек те запамтува. Тоа е многу важно за еден глумец.